17 ноември 2022 година некој да ми кажуваше дека ќе стане толку посебен и немаше да му верувам, ама дефинитивно признавам дека 17 ноември ми го промени животот. Зошто? Затоа што, како што знаете, на 17 ноември пред точно 4 месеци, веќе скоро можеби и 5, решив да направам трансплантација на коса во ватен мед и еве го резултатот после 4,5 месеци. Процес кој што никогаш не верував дека ќе ми го промени животот, за кој што воопшто не се ни сомневав дека ќе биде успешен, но не знаев што ме чека и не знаев колку таа трансплантација на коса ќе влијае позитивно на мене и на мојата самодоверба и на се она што понатаму ме очекува. Тука сум повторно за да споделам како се одвиваше овој период од првиот до третиот месец, затоа што претходното видео кое што го направивме ви покажав што се случуваше во првите месеци по трансплантацијата, односно првиот месец по трансплантацијата, а сега ќе зборувам за тоа вау ефектот кога го видов и што се ме чека во следните неколку месеци. Генерално, првиот месец е време во кое што косата опаѓа, како и во следните два, односно во вториот и во третиот месец. Првите 3 месеци е период во кој што косата ви опаѓа, во кој што не сте навикнати на тоа да се гледате се покелави, а знаете дека сте пресадиле коса. Меѓутоа, да бидеме на чисто, тоа е нешто што е сосема нормално и тоа е нормална појава. Генерално се навикнувате на некој нов начин на живот и на тоа да се посветувате што повеќе време нега и внимание на самите вас, особено на вашата коса, заради тоа што тоа е нешто што е неопходно во целиот процес по завршувањето на трансплантацијата на коса. Ватен мед и луѓето кои што работат во ватен мед и целиот тим на ватен мед постојано беше тука да ме советува, да во моментите кога знаев да испаничам зошто е овака или зошто е тоа така, да ме смири и да ме, пошто јас имав секогаш 1 милион прашања, а сега зашто волку коса ми падна, а сега ќе порасне или кога ќе порасне, како ќе порасне, секогаш сте тука за да ви дадат точни насоки и да ве упатат точно онаму каде што треба. Она што јас го знам е тоа дека е сосема нормално да во првите 3 месеци по трансплантацијата на коса делот од пресадената коса ви опадне и веќе по 4-тиот месец да се започне да се забележува интензивен раст на коса. Ова е резултатот кај мене на после 4,5 месеци без никакви филтри, без никакви додатоци, значи ова е мојата коса која што јас имам во моментов. Дали сум задоволен е мал збор, јас сум и повеќе од задоволен заради тоа што негата, посветеноста, грижата која што тимот на ватен мед ја направи за мене е значи ги надминува сите мои очекувања кои што претходно ги имав. Дечки, фала ви многу за се. Генерално, она што апсолутно треба да го правите во периодот по првиот месец е да водите максимална грижа за вашата коса и да ги следите насоките кои што тимот на ватен мед ќе ви ги даде, односно редовно да ја миете и редовно да ги нанесувате сите оние, да речеме, оној спреи кои што треба да го нанесувате на делот од каде што е пресадена косата. Тоа мора да го правите редовно затоа што тоа е дел од неопходната грижа која што ја правите за косата. Понатаму треба внимавате најмалку се до вториот, односно третиот месец да не се изложувате на потење, односно да не правите никаква физичка активност која што ќе предизвика енормно потење, заради тоа што тоа не е дозволено во првите неколку месеци по трансплантацијата на коса, значи да не вежбате и дополнително да не се изложувате на многу јако сонце, кое што дополнително ќе предизвика потење или ќе го, ајде да речеме, дополнително црвенило на главата. Се она што треба да го направите е максимално да ги следите насоките кои што тимот на ватен мед ви ги дава, а она што јас го правев е тоа дека покрај тоа што редовно ми е вкусата и се придржував до сите насоки, исто така и се трудев максимално колку што можам да внесувам исхрана која што е богата со протеини, со цел да можам што повеќе да влијам на доброто здравје, односно да биде косата која што ќе ми порасне што поквалитетно. Тоа е нешто што ви го препорачувам и јас на вас. Се разбира дека треба редовно да одите во ватен мед да вршите консултации и PRP третмани. PRP е третман кој што се препорачува да го правите по завршувањето на трансплантацијата на коса со цел што подобро односно со цел да го подобрите квалитетот не само на вашата коса, туку и на пресадената коса. Сосема е метод кој што трае многу кратко, трае некои 15 до 20 минути и е техника каде што се зема крв, се пречистува крвта и крвната плазма се внесува во вашата глава со цел подобрување на квалитетот на косата. Тоа е нешто што е апсолутно неопходно и препорачливо, нешто што и јас го правам и ве советувам по вашата трансплантација на коса тоа да го правите заради тоа што тоа дополнително ќе придонесе вашата коса да изгледа што подобро и да го подобрите квалитетот на не само на пресадената коса, туку и на вашата коса
која што ја имате. Се препорачува да се прават еднаш месечно неколку PRP третмани. Јас до овој момент имам направено 3, така што ве советувам да продолжите и вие да правите или доколку се уште не сте почнале по трансплантацијата на коса, да почнете да го правите тоа. PRP како третмани, како техника не е нешто што е ново, тоа е нешто што се прави во светот веќе многу одамна и тоа не само на коса, се прават PRP третмани и на лице. Сето тоа е со цел за подобрување на лице, на квалитетот на кожата, а овде е на структурата и квалитетот на косата. Уште една моја препорака која што ќе ја добиете од тимот на Ватанмет е тоа дека во првите 3 месеци, особено по трансплантацијата на коса, не смеете да се изложувате да одите на море, езеро, базен, спа, сауна и нешто што ќе придонесе за дополнително да на некој начин штетно да влијае на косата, заради тоа што хлорот знаеме дека и онака штетно влијае на нашата коса, а ов дополнително има уште поштетно влијание на пресадената коса, а исто така и топлината која што е во сауните и парните бањи апсолутно предизвикува потење и може дополнително да влијае лошо на пресадената коса. Затоа и се препорачува во првите 3 месеци да не се изложувате директно на сонце и да не одите во море, на море, езеро, значи или било што друго каде што ќе бидете директно изложени на сонце, а дополнително да не посетувате базени, сауни и спа центри каде што ќе предизвикате дополнително потење. Тоа се некои од главните настоки кои што навистина мора да ги следите и да се придржувате во периодот по трансплантацијата на коса, инаку што се однесува до останатото, буквално си живеете нормално. Само што секој ден се повеќе се воодушевувате од косата која што ќе ја гледате како се повеќе расте и верувајте ми дека сето тоа ќе придонесе за уште поголема самодоверба доколку сте изгубиле или ќе ви се врати самодовербата. Затоа и сакам да ве советувам за сите вие кои што се уште се размислувате, нека ова моје видео ви биде поттик и инспирација, затоа што да, резултатите се јасни и видливи. Тоа не само што го кажувам јас, туку и луѓето околу мене кои што секој ден реагираат на мојата коса кога ќе ме видат, така што ве советувам и го охрабрувам да го направите тој чекор за да си го подобрите квалитетот на вашиот живот и за да си ја вратите вашата самодоверба или да си ја подкренете самодовербата уште повеќе. Тимот на Ватанмет ви стои на располагање 24 часа, тим кој што е составен од врвни професионалци од Турција, тим кој што ќе направи се за вас за да се чувствувате одлично и фантастично и за да ги добиете вистинските резултати кои што се очекуваат по трансплантацијата на коса. Од оваа перспектива, јас само сакам да им се заблагодарам за се што направија за мене, а ви најавувам вакво видео веќе по 6-тиот месец, каде што треба да имаме некои 70% раст на косата од преседувањето. До тогаш, бидете во добро здравје и се гледаме.